Што се случува со предлог на законот за наставници и стручни соработници? Зошто се одолговлекува? Веќе повеќе од една година овој закон, предлог закон за промена, односно законот за наставници и стручни соработници е во собраниска процедура. За жал, колегите од опозицијата со процедурални излагања го блокираат носењето на овој закон. Овој закон предвидува дека некаде околу 4700 наставници по автоматизам со донесувањето на овој закон ќе им се трансформира работниот однос од определено на неопределено време. Со тоа ќе се подобри квалитетот на образованието, секако ќе се реши проблемот на 4700 наставници, повеќе нема ниту учениците, ниту родителите да имаат главоболки дали ќе им се менува нивниот наставник од 1 септември, од почетокот на учебната година, или ќе имаат останати проблеми, туку ќе бидат насочени и фокусирани кон наставата, и сето тоа ќе придонесе за подобрување на квалитетот на образованието и секако решавање на овој проблем на 4700 наставници. Овој закон е блокиран со многу процедурални излагања. Секој пат кога ние како владеачко парламентарно мнозинство се обидуваме да ја продолжиме со Комисијата за образование, наука и спорт, колегите пратеници од опозицијата го блокираат, излегуваат, зборат за се што само за она што треба, не се збори, така да не дозволуваат да се влезе во материјална расправа на законот и со тоа оневозможуваат носењето на законот. Верувам дека час поскоро ќе се надминат себе си, ќе ги остават на страна ситните партиски интереси и ќе придонесат за носењето на овој закон, што е важен за образованието, важен е за наставниците, важен е за учениците. Дополнително сакам да напоменам во членот 66ж во овој закон има дополнителна одредба која што се однесува и на платата и на согласувањето на платите на наставниците со минималната плата, со што доколку го донесевме година дена порано овој закон, сега и како ќе беа зголемени платите, но и сега доколку би се донел овој предлог закон за наставници и стручни соработници ќе влијае во подобрување и зголемување на платата на наставниците, така да верувам дека час поскоро ќе се одважат пратениците од опозицијата и ќе помогнат, ќе придонесат, односно ќе влеземе во материјалната расправа и ќе го донесеме овој предлог закон. Покрај овој предлог закон постојат и други предлог закони кои што се буквално блокирани од опозицијата. Причините кои што ги имаат опозицијата, односно образложението зашто ги блокираат, во ниту еден момент не го слушнавме, во ниту еден момент не добивме искрен одговор од опозицијата зашто се блокирани. Верувам дека таквото неодговорно однесување граѓаните го гледаат, го ценат и сето тоа ќе придонесе до една подобро разбистрување и перцепција за начинот и однесувањето на колегите пратеници од опозицијата во собранието.